Почитувани, добро вечер во уште едно издание на емисијата И што сега. Македонија веќе 2 недели е во кризна состојба. Бројот на новозаразени со COVID-19 е постојано висок, за жал и бројот на починатите. Армијата е ангажирана со прогласувањето на кризната состојба во обезбедување како асистенција на полицијата во обезбедување на ковид центрите и на болниците, секако од неодамна и како помош на лекарите во јавното здравство, околу 30 воено-медицински персонал, 30 лица кои се ангажирани во ковид центрите на интерните клиники. Секако во прв план е ова пандемијата со COVID-19, но она што значи и ангажман на армијата во модернизација и опремување, откако Македонија стана 30-та земја членка на НАТО, се разбира тука се и учеството во странските мисии и тековните активности на армијата. На овие теми разговарам со началникот на Генералштабот, генерал подполковник Васко Ѓучиновски, кој вечерова е и наш домаќин. Генерале, добро вечер, благодарам што прифативте да разговараме на овие теми и за активностите што се случуваат околу пандемијата COVID-19 и ангажманот на припадници на армијата, но секако и она што значат тековни активности што се случуваат овие денови, се разбира. Благодарам за поканата и голема чест и задоволство да гостувам во вашата емисија. Се разбира, она што е најново, тоа е по прогласувањето на кризната состојба со наредба и указ поточно на председателот и врховен командант Пендаровски, дел од припадниците на армијата се ангажира во помош, ајде да речам, и она што со војнички речник да се изразам, дел од медицинскиот персонал од војно-медицинскиот центар на првата борбена линија против ова пандемија, како помош на колегите од јавното здравство, што во овој период е ставено во фокусот. Покрај ангажманот за обезбедување на болниците и активностите на персоналот. Колку е тоа кадар и колку во моментот може армијата да помогне во справување со оваа пандемија? Армијата од веќе 12 недели е вклучена, 2 недели е вклучена во контекст на спроведувањето на одлуката на врховниот командант, согласно членот 35 од Законот за управување со кризи, на предлог на владата и одлуката на врховниот командант, армијата веќе, како што кажавте и вие, веќе 2 недели се ангажира во контекст на поддршка на институциите на системот за национална безбедност. По-конкретно, вооружените сили се ангажираат и во поддршка на Министерството за внатрешни работи, значи полицијата, во одредени форми согласно надлежности и закон и овластувања кои Министерството за внатрешни работи ги спроведува, по-конкретно во делокругот на зајакнато гранично обезбедување, од една страна, од втора страна, како и обезбедување на болниците и комплексите на Министерството за здравство во поддршка на силите на Министерството за внатрешни работи. Од втора страна пак, во контекст на поддршката на Министерството за здравство, се ангажираме веќе не само за овие 2 недели, туку во континуитет од почетокот на ангажманот веќе 9 месеци во различни форми, меѓутоа во по-конкретен дел за оваа кризна состојба се ангажираме со војно-медицински персонал, со доктори, медицински сестри и техничари, како и персонал кој е на испомош во контекст на транспорт на повредени и лица кои имаат потреба за дополнителни транспортни услуги во болниците ширум републиката. Вкупно во моментот ангажираме во контекст на ангажманот 280 лица, при што имаме ангажман во контекст на Министерството за внатрешна работа околу 130 лица, 50 лица на дневна основа во моментот во градот Скопје, додека 80 лица во контекст на ангажманот надвор од главниот град. А од ангажманот во контекст на Министерството за здравство ангажирани ни се негде околу 45 лица во моментот. Нашата стратегија е да не ги употребуваме сите ресурси во моментов, така да имаме
исто така и предвидени планови ангажмани за можен евентуален ангажмани во друг контекст. Тоа се двете нивои на ангажирање, како што кажав пред малку. Додека имаме исто и ангажман во контекст на локалните самоуправи, градовите ширум Републиката, низ Генералниот секретаријат преку владата, сите одредени барања кои армијата има со своји капацитети, сили и средства да помогне, врши соодветни подршки во контекст на логистика, транспорт, изработка на објекти, помош во сите сегменти, таму каде што имаме искуство, знаење и можности, целосно сме вклучени со сиот капацитет во подршка на владата, во подршка на институциите, на вистина во функција на здравјето на граѓаните. Да, може се разбира оној персонал пред се од војно-медицинскиот центар што е ангажиран во јавното здравство, тоа се искусни медицински сестри, доктори, специјалисти кои на некој начин, ако може да се каже и дел во изминатиот период дали во одредени странски мисии, може би биле ангажирани во условно кажано ендемски подрачја каде што со одредени ситуации се слекнували. Колку е тоа искуство важно при комуникацијата и соработката со нивните колеги од јавното здравство. Попатно, дозволете, еве владата со предлог, поточно управлачкиот комитет до владата, па владата тоа ќе го бара од собранието за продолжување на кризната состојба од јуни. Значи ли тоа дека во наредниот период може да се очекува и повеќе ангажман на армијата во справување со оваа пандемија? Ако ми дозволите, на почетокот на нашата емисија, јас би сакал во името на сите припадници на армијата, генералштабот и своје лично име, да изразам длабоко сочувство на семејствата на нашите сограѓани, браќа, сестри, мајки, татковци, деца кои во овој временски период од почетокот на пандемијата ги изгубија своите животи. Ние имаме и неколку наши припадници, во моментот имаме 2 починати лица исто така од армијата кои за жал ја изгубија битката од COVID-19. Меѓутоа, во контекстот на вашето прашање би сакал да кажам дека ние и за нашите гледачи, војната болница како комплекс кој 20 години функционираше од осамостојувањето, ние сме горди на тој и материјален и технички комплекс, меѓутоа и човечкиот потенцијал кој функционален за тие 20 години се надградуваше, согласно проценките и анализите, е веќе трансфериран во јавното здравје и всушност денес 8 септември болницата е еден бренд во кој е вложувано од самиот почеток на осамостојувањето, за кој ние припадниците на армијата сме особено горди. Имаме многу наши поранешни колеги и колешки кои како припадници на армијата заминаа во тој практично комплекс. Навистина на првата борбена линија покрај инфективната клиника се наоѓа и болницата 8 септември, каде што имаме навистина наш голем потенцијал и влог во изминатиот период за сите овие 20 години додека беше во нашиот структурен дел. Би сакал да истакнам за појаснување дека останат еден мал функционален војно-медицински центар кој исклучиво за потребите на армијата и функционален, но би сакал да истакнам дека веднаш од самиот почеток на кризата ние во рамки на можностите ги отстапивме сите ресурси и човечки материјални да се ставиме во функција на Министерството за здравство за што поефикасно справување со пандемијата. Во контекст на конкретноста, ние во моментот од тој персонал кој го имаме во нашиот структурен дел, имаме ангажирано 15 доктори кои се општи лекари и специјалисти за одредени области, меѓутоа со брза адаптација во функција се веќе ставени, на кои сум особено горд, не само на докторите и на сестрите, секако на нашите колеги, пријатели и блиски. Во Министерството за здравство сме свесни дека навистина требаме во овој историски момент да дадеме помош и подршка, да го оправдаме впрочем и нашето постоење како армија. Ние сме сега потребни на нашите граѓани да помогнеме во овој исклучително тежок временски период за сите нас, да помогнеме колку што е можно повеќе да бидеме составен дел на успехот, да на крај успешно излеземе победници во контекст на справување. Исто така би сакал да истакнам дека имаме и медицински сестри ангажирано и техничари кои исто така во клиниките ширум земјата се ставени на располагање и исто така достоинствено си обавуваат својата должност.
Овој ангажман на дел од припадниците на армијата предпоставувам дека е во одредена координација со потребите и барањата. Дали во одредена ситуација која има потреба од барање за дополнителен капацитет, но и технички средства, сте како армија и генералштаб подготвени да одговорите со поголем број. Во моментов ве рековте дека колку се ангажирани. Може ли, имајќи во предвид сите одредени активности што треба да се исполнат како обврски од армијата, дали може да се одговори ако се побара повеќе персонал? Проценката на генералштабот и моја како началник беше да во овој временски период се што имаме на располагање, при што редовните рутински активности ги намаливме и на минимум ги сведовме, неопходноста да функционира во армијата ги отстапивме во Министерството за здравство. Но други ресурси кои се на располагање, материјални и технички, како што и ги имавме отстапено во време на првата кризна состојба, вонредната состојба и дел на ресурсите сега, би биле подготвени, особено материјалната база, дополнително да заекнеме во контекст на поголемата ефикасност во справувањето со кризата. Но уште одреден број на лица, доколку состојбата и проценките координирано ги следиме, се влошуваат, евентуално би можели уште одреден број, меѓутоа, како што кажав пред малку, дека приоритетите и фокусот, тежиштето го дадовме исклучиво на граѓаните и на справувањето со пандемијата. Одредени активности ги презакажавме, ги одложивме за наредниот период, сепак сметаме дека ова е врвен приоритет во општеството и справувањето мора да биде ефикасно. Така. Освен овој ангажмани, нели првпат, иако ние во изминатиот период од почетокот на пандемијата имавме неколку пати прогласување на вонредна состојба, кризната состојба ни беше прогласена веќе чинам некои добри 4-5 години на делот јужната и северната граница. Колку овие активности во однос со справувањето со COVID-19 и ангажманот на пред се дел од јужната граница во справување со илегалната миграција може да се, ајде така да речам, усогласат и да се постигне ефикасност во справувањето и со едниот и со другиот проблем, условно кажано? Видете, како што кажавте и вие, веќе 5 години армијата е вклучена во контекст на кризната состојба со мигранти, што ефикасно, максимално и посветено ги спроведуваме нашите задолженија. Секако правиме анализи, согледувања и проценки, меѓутоа ова се државни приоритети и тука сме исклучително посветени со сите сили и средства и искуство и знаење кои го имаме во сиот овој временски период од 30 години од самостојноста. Ово е наш државен приоритет и тука сме исклучиво фокусирани. Верувам дека и подоцна и во разговорот ќе има можеби некои прашања од другите активности. Ние сме свесни дека континуитетот на реформите, на процесите мора да се одвива, но како што истакнав пред малку, исклучиво сме концентрирани да соодветно излеземе во пресред на справувањето со овие две кризи, значи првата пандемиската, втората мигрантската, меѓутоа имаме и редовни континуирани реформски процеси национални кои ги имаме во континуитет, како и задолженија обврски како полноправна членка сега на Алијансата, што имаме исто така обврски мораме доследно да ги спроведуваме. Да, ќе предам секако во она што го најавив на почетокот во односи на активностите во армијата апропо членството во НАТО и како земја членка, но само едно дополнение, каква е моменталната ситуација на јужната граница во однос на мигрантскиот бран? Има ли зголемено минување на мигранти и колку припадниците на армијата кои се во поддршка, да напоменам, на Министерството за внатрешни работи, односно припадниците на полицијата, да се спречи илегалното минување низ држава? Генерално состојбата е стабилна, е под контрола на институциите, на Министерството за внатрешни работи, каде што ние исклучителна поддршка даваме на силите на Министерството за внатрешни работи, по-конкретно на граничната полиција, на јужната и на северната граница. Состојбата е стабилна и институциите имаат соодветен капацитет да одговорат на сите било какви изненадувања доколку ги има во иднина. Да, еве покрај овие генерали, овие предизвици со кои се соочува држава, но секако и светот во целина пред се во однос на пандемијата, секако неминовно е, како што напоменав,
да тековно се извршуваат обврските активностите на армијата, пред се тоа е и должност и обврска според и законската регулатива, но и она како армија што се грижи за интегритетот и суверенитетот на државата. Откако станавме членка на Северноатлантската алијанса, секако е потребно веројатно да се исполнат одредени услови за, да речам така, целосна интеграција. Како тече, докаде е тој процес во однос на исполнувањето на критериумите? Ние, да, сме членка на Северноатлантската алијанса, но веројатно одредени процеси во ООН се решаваат за да се постигне она што го бара од нас Брисел. Стандардите во алијансата се високи. Ние како армија, како структура, исклучително сме посветени на исполнување на побаруваните стандарди. Очекувам до следната есен целосно да се изврши интеграција на вооружените сили во контекст на алијансата во војно-одбранбен контекст и нашите тимови на сите нивои координирано и континуирано ги спроведуваат и адаптираат процесите на сите рамништа, од делот на персоналниот менеджмент, од делот на логистика, од делот на операција, од делот на планирање, од делот на обуки, вежби, од делот на заеднички обврски и надлежности. Членството во алијансата е придобивка и бенефит за западноевропските цивилизацијски вредности, меѓутоа од друга страна и побарува обврски и одговорности. Така да ние како кредибилна, достоинствена членка ги спроведуваме во целост нашите задолженија и сме горди на сето тоа. Секако тоа значи декларирани единици, тоа значи одредени стратегии и планови за спроведување, тоа значи пари во буџет, тоа значи современа опрема и добро обучен персонал. Претпоставувам за да докаде сме во тој процес, како тече. Во контекст на имплементацијата на организацијската форматска структура на армијата, очекувам до крајот на оваа година да биде во целост имплементирана во контекст на персоналниот менеджмент, при што очекувањата исто така и од алијансата се да таа материјалната и компонента каде што опремувањето на нашите вооружени сили согласно стандардите се очекува да се заврши во наредните 9 години. Континуитетот на зголемување на буџетот и планирањата што се прават во владата и министерството обезбедуваат можност да целите кои ни се поставени во блиска иднина, очекувањата се да бидат соодветно запазени. Јас можам да споделам со јавноста дека за отприлика 3 години од моментов очекуваме да навистини буџетот на одбраната биде на посакуваните 2% од бруто домашниот производ, каде што 30% ќе бидат алоцирани средства за модернизација на вооружените сили, додека 50% за тековни персонални расходи и трошоци, додека 20% за тековни обврски задолженија на одбраната и вооружените сили. Така да сме на вистинскиот пат, тоа што се очекува од нас и алијансата што го очекува да го спроведеме во целост. Што ние во моментот можеме да понудиме како држава, како армија, во однос на декларирана, предпоставувам, батальонска група, ако не се лажам, дали тоа е дополнителен персонал, армискиот полигон Криволак се промовира како регионален тренинг центар, што од нас се бара, што ние можеме да понудиме како земја членка? Можам да споделам со јавноста дека очекувањата се да нашите вооружени сили во контекст на колективната одбрана и безбедност во алијансата има подготвени два декларирани капацитети. Еден е лесна пешадиска борбена група до 2027 година, но во блиска иднина во текот на наредните неколку години требаме да го имаме еден од декларираните пешадиски баталјони, конкретно во Штип, лесен пешадиски баталјон, кој очекуваме за наредните 2 години да биде целосно структуриран, опремен, оспособен, евалуиран и подготвен за водени операции. Додека исто така во контекст на конвенционалните сили имаме два декларирани тима за специјални операции. Од друга страна имаме и други капацитети на кои се имаме фокусирано, алијансата очекува, еве конкретен ќе бидам еден хируршки тим кој за неколку години, и еве ја користам оваа прилика дека во блиска иднина очекуваме
во првата половина на 2021 година имаме на билатерална основа во контекст на НАТО водена операција во Авганистан, еден комбиниран хируршки тим, исто така со наши лекари од Министерството за здравство и персонал од армијата, заеднички да функционира во Авганистан, во хируршката болница со Норвешка. Тоа не е едно искуство во минатото, како што прашавте и на почетокот на емисијата, ние имавме такво искуство 7-годишно со кралството Норвешка, зашто навистина имаме потенцијал достоинствено да ја представиме земјата, а и од втора страна искуството и знаењето кое ќе го акумулираат нашите припадници во таа мисија, соодветно ќе помогне и во наш контекст во земјата кога ќе се вратат назад. А ќе имаме и подготвен еден деклариран состав, што практично Алијансата го очекува од нас. Да. Во теков на разговорот малку го начнавме во однос на она што значи ангажман, персонал, но нели опремување, модернизација, секако за тоа треба средства, пари. Чинам во оној буџет што е предложен за 2021 година, што е во собраниска процедура, се негде околу 12 милиарди денари за одбраната, нешто зголемување во однос на оваа 2020 година. Како тие, вие нешто начнавте, како тие пари рационално ќе се искористат и во што ќе биде даден приоритетот? Се разбира, нели она е опремувањето и модернизацијата, претпоставам, затоа што и тоа ги бараат и стандардите на НАТО. Како што кажавте вие, за наредната година проекциите што се веќе во собраниска процедура се 1,57 од бруто домашниот производ или некаде околу 160 милиони евра за наредната буџетска 2021 година. Фокусот ќе продолжи во делот на одржување на моралот и мотивацијата на целокупниот персонал во армијата, што континуирано веќе се започнати и во контекст на подобрување на животниот стандард. Од една страна, од втора страна, поприлично средства се планирани за набавка на средства, опрема и модернизирани системи, кои согласно долгорочниот план за развој на одбраната ни се проектирани за наредните 10 години. Веќе имаме одредени интегрирани проектни тимови кои во финална фаза превршуваат за очекувањата во делот на модернизацијата и тука се поприлично средства планирани за таа намена. Од втора страна, од трета страна, во делот на подобрување на инфраструктурата во армијата, секојдневието. Исто така поприлично средства се планирани за наредната година во делот на подобрување на животниот стандард. Кога се зборува животен стандард, не се мисли само на платите што припадниците во вооружените сили ги имаат без оглед која категорија се, туку условите за живот и работа навистина се еден од врвните приоритети на Генералштабот и мој, да навистина мотивирани квалитетно создадени услови создадеме да очекувањата кои ги имаме да бидат постигнати соодветни резултати. Можеме да вложуваме големи средства во големи проекти, меѓутоа доколку имаме немотивирани, незадоволни луѓе на работните места, целта и ефектите не ни се совпаднат. Тоа е еден од интенциите кои ги имаме и ние како Генералштаб и јас како началник, да навистина вложуваме соодветни средства за модернизација, меѓутоа никогаш не смееме да го запоставиме ефектот, мотивација, морал и задоволство на вработените кои со таа напредна технологија утре и во иднина ќе работат и ќе извршуваат работни задачи. Па да, често се случуваат одредени забелешки пред се од синдикалните организации во армијата, токму на ова вие што го говорите дека ајде да речам од почетокот недоволно униформи, транспортот до работното место, превоз, потоа опремата, сместувањето и така натаму, така да веројатно повеќе ќе мора да се мисли во тој контекст за подостојно и професионално извршување на тековните активности. Јас можам да кажам дека сите тие прашања кои често пати беа споменувани во јавноста се одамна надминати, во најголема мерка ќе имаме разрешено веќе и континуитетот во секојдневието и снабдувањето на сите рамништа се е воспоставени. Затоа одиме и понатаму во делот на подобрување на статусот и стандардот,
така да сметам дека основните предуслови за достоинствено функционирање за живот и работа на секој поединец се надминати и сме горди на тоа дека значителни чекори во контекст на подобрување на задоволството кај сите вработени се евидентни во изминатиот период. Фокусот овие и деновиве назад, но и кога излезе предлог буџетот за календарската 2021 година, многу пати и од Министерството за одбрана и од Генералштабот беше потенцирано дека акцент ќе се става и на подмладување на составот, армискиот состав. Каде повеќе ни недостасува условно кажано кадар? Дали е тоа во професионалните војници или пак имаме недостаток и кај старешините со понизок или повисок чин? Можам да истакнам дека ја завршуваме оваа календарска година, во блиска иднина се очекуваат некаде околу 200 нови професионални војници исто така да бидат примени. Во завршна фаза е конкурсот за прием на професионални војници. Ние оваа година примивме 70, сега уште 200, тоа е значителна подмладување, значително на војничкиот кадар. За прв пат може да истакнам дека еве веќе во моментот кога ја реализираме оваа средба, реализираме курс за подофицери. Така да очекуваме во блиска иднина на почетокот на идната година да промовираме 2 групи од по 60 подофицери, така да го стабилизираме прашањето околу подофицерскиот кадар во армијата и секако ќе имаме можности за наредниот период и во делот на офицери од службите, меѓутоа и Војната академија во рамки на предвидените проекции да профилира кадар. Секако, како што кажавте и вие, очекувањата се на вистина квалитетен, компетентен, стручен, мотивиран кадар, да од сите овие очекувања на вистина бидат создадени кадри од искусни, значи трансферирано знаењето на нив, да утре и во иднина на вистина со едни нови предизвици кои ќе се соочува земјата или вооружените сили да бидат подготвени да се справуваат. Еве, токму сега, да речеме во однос на она што значи наредно прашање како ве следам во одговорите, токму ме предизвикавте и да едно дополнително прашање, го спомнавте зборот предизвици државата, еден од тие секако неминовно оваа ситуација што се однесува во однос на соработката со нашите соседи, ситуацијата со Бугарија, внатрешните активности, има или нема, ќе има или не политичка криза и така натаму. Неодамна чинам пред неколку дена се појави допис од, како што беше кажано, припадници на армијата и како професионални војници и како подофицери и офицери, односно старешини, каде што се коментира оваа цела ситуација во однос на дека тие и служат на државата. Заклетва се дава без разлика кој е председател, од која политичка партија е премиер, кој ја предводи владата и така натаму, но со одредени забелешки можеби дека чашата е прелеана пред се последниве случувања и што се во однос на односите со Бугарија, па оттаму со одредени предупредувања дека можеби не треба повеќе да се чека и да се толерираат одредени негирање на македонската државност. Вашиот став како генералштаб е дека нели можеби политичките активности на секој човек се надвор од работата во армијата. Како вие ги коментирате ваквите изнесени ставови на се разбира што ме тоа пишано дека се припадници на припадниците на армијата? Ете, вообичаено војниците даваат конкретни кратки одговори, меѓутоа јас нема да бидам ни многу долг ни многу краток, туку ќе бидам конкретен и ќе одговорам на вашето прашање. Ние како земја имаме одлични односи со сите членки на Алијансата во првиот дел на вашето прашање и ќе продолжиме достоинствено да ги спроведуваме нашите задолженија обврски како сега кредибилна членка на Алијансата. Во делот на видувањата на генералштабот и мои лични, во делот на развојот на станите кои се споменува изминативе неколку дена, јас имам принцип на нула толеранција за политика во армијата. Апсолутно сум конкретен и категоричен и осудувам било какво мешање политиканство во армијата или од армијата кон надвор. Имено
лично таков пристап имам, и тоа го имам јавно истакнато, дека не поддржувам и осудувам било какво членување на припадник на армијата, на вооружените сили во било или во било која политичка партија, без оглед која е и каде е и со какви цели и интереси. Исто така во било какви органи и тела на било која политичка партија. Јас можам јасно пред целата македонска јавност да споменам дека луѓе за да остварат своји цели и интереси, доколку не биле со капацитетност да ги спроведат низ хиерархијата и процедурите каде што се професионални и во функција на граѓаните и на земјата, секакви начини бараат и обиди за да дојдат до своји остварени цели. Ако јас како начелник на генерален штабот во мојата војна кариера веќе 30 години, без било какво членување во било која политичка партија од самостојноста до денес сум стигнал и сум начелник на генерален штабот, така да тие принципи и тие вредности, додека сум во активна служба, исклучително ќе обстојам да ги застапувам. И да бидам поконкретен, не дозволувам било какво политицирање во армијата или било какви делувања или политички процеси. Нашата република, нашата земја е демократска земја, со јасни, прецизни надлежности и улоги на сите институции во општеството. Армијата, генерал штабот како институција, значи генерал штабот е стручно тело на Врховната команда и Министерството за одбрана. Не е политичка партија, ниту има намера во било каков контекст да дава било какви политички толкувања на било какви настани. Се знаат, јасно се прецизирани нашите надлежности, улоги, хиерархии и почитување на законските процедури. Така да јасни се кодексот на однесување на сите припадници и било какви поединечни истрчувања, излети или своеволни толкување на било какви процеси се само нивни. Ставот на генерал штабот, ставот на армијата се артикулира ни секојдневието во процесите за кои изборував пред малку. Јас сум горд што предводам институција и на врвот сум на истата која ужива највисок рейтинг како институција во нашето општество. Горд сум на сите наши припадници без оглед како и каде ги извршуваат работните задачи. Така и ќе продолжи. Се разбира, она што и дава значење огромно на армијата и незината улога во државата, покрај она што значи справување со предизвици дома, нормално и она што е и од меѓународната заедница признаено, тоа е учеството во странските мировни мисии предводени од НАТО, Европската унија, Обединетите нации. Се разбира, ние долг низ години сме во тие мисии. Како сме моментално со ситуацијата? Еве, деновиве Северноатлантската алијанса разговара што со своите војни сили во Авганистан. Ние учествуваме во Авганистан, во Босна и Херцеговина сме во мисијата Алтеа, Јужен Ливан, Унифил, еве од неодамна и во КФОР на Косово. Се разбира, се очекува, ако не се веќе двата штабни офицери во мисијата на Европската унија во Јужноафриканската република. Колку војници имаме во овие странски мисии предводени од меѓународните институции и заедници? Вака, можам да истакнам дека како што го рековте и вие, веќе за прв пат сме и на третиот континент во Африка, ако до сега имавме наши ангажмани во Азија и во Европа, за прв пат сме на афричкиот континент. Би сакал да истакнам дека во контекст на операциите кои се реализираат со НАТО, водени операции, сме од неодамна во Косово. Очекуваме во текот на 2021 година и да го зголемиме во одреден контекст нашиот ангажман таму. На КФОР. На КФОР, да. Во контекст на мисијата во Авганистан, како што рековте и вие, таму сме со 25 наши припадници од една структура за обезбедување на главната команда и одреден број на штабни офицери кои ни се во командите со турскиот контингент и во главната команда. Прекинавме од скоро време со германскиот контингент, меѓутоа нашата заложба е интенција да останеме како што и влеговме со сојузниците,
согласно проценките и анализите, како што рековте дека во текот на идната година е планирано, доколку мировниот договор со владата и талибанците биде успешен во текот на календарската година, се очекува во седиштето НАТО самит за една од точките вонреден, веќе тој го најави генералниот секретар во првата половина на 21 година. Една од точките ќе биде и стратегијата на сојузниците во контекст на повлекувањето. Ние имаме наши проценки и анализи, ние ќе се прилагодиме согласно сојузниците во контекст на повлекувањето. Како што рековте пред малку, во делот на Централна Афричка република, двајца штабни офицери веќе ни се на пат за Централна Афричка република, раководена мисија од Европската унија, таму имаме двајца, еден имаме во Босна и Херцеговина, очекуваме исто така да влеземе во една нова НАТО мисија во Ирак од иницијативата А5 со Црна Гора, Хрватска, Албанија и Соединетите американски држави. Наша контрибуција од неколку штабни офицери од десен наредната година. Истакнав пред малку ангажманот во Либан, исто така ни продолжува со 3 штабни офицери. Во секој случај Генералштабот прави анализи, проценки, и ова е едната димензија на нашиот ангажман во делот на контрибуција во мировните мисии раководени од НАТО, Европската унија. Меѓутоа, исто така имаме сега и како членка на Алијансата одредени наши задолженија во национален контекст, меѓутоа и во сојузнички контекст, каде што би требале да имаме соодветна застапеност во регионалните команди за операции и трансформации, тактичките команди на Алијансата со одреден број на наши штабни офицери. Работиме сериозно на тоа и очекуваме во текот на наредните до 3 години со некаде околу 25 наши штабни офицери соодветно да се земеме. Колку во моментов да речеме наши условно кажано припадници на армијата како офицери се во овие структури во командите на Во моментот имаме тројца штабни офицери наши, меѓутоа во текот на наредните 3 години очекуваме бројката некаде 22-25 да биде. Тоа се проекции кои на секоја година планираме соодветно на прогресивен начин да ги завземеме. Да, во секој случај велите проценката ќе биде во однос на тоа дали ќе дојде до одредено намалување на бројот на припадниците во странските мисии. Предпоставувам дека можеби сега ова што го спомнавте во наредниот период фокусот ќе биде тука во близина Квор Косово, каде што ќе се зголемува за сметка можеби на евентуалното повлекување на војниците од Авганистан. Како и да е, што може и какви се да речеме плановите на Генералштабот, привршува ова 2020 година за 2021-та, каде ќе биде ставен акцентот и на што конкретно ќе работите како Генералштаб и како армија, имајќи во предвид, ајде да речеме дека да се надеваме дека оваа пандемија со COVID-19 полека ќе стигнува, па можеби нема да биде толку потребен ангажман пред се од армијата, иако се наговестува, како што рековме на почетокот, кризна состојба до јуни 2021. Како што истакнав, нашето тежиште, приоритет и фокус ќе биде приоритетно целосно да дадеме подршка на структурите кои се справуваат со пандемијата. Во контекст на сите останати прилагодувања на нашите приоритети ќе ги димензионираме согласно развојот на состојбата во справувањето со пандемијата. Како што истакнав, во делот на интеграција на вооружените сили очекуваме до крајот на идната година целосно да бидеме интегрирани со сите останати 29 членки сојузници во Алијансата. Очекуваме интензивна, динамична обука, реализација на бројни вежби во земјата и странство, особено на декларираните состави, за кои зборував пред малку, но како што беше и објаснето, да помладувањето кое веќе ние во контекст на спроведувањето на процесите, тука ќе дадеме тежиште на младите војници и старешини достоинствено соодветно да ги оспособиме да можат да се справуваат со сите идни можни предизвици. Делот на модернизација продолжува, го заокружуваме делот на трансформација целосно во текот на идната 2021 година. Очекуваме во првата половина на 2021 една реализација на крупна воена мултинационална вежба Одлучен удар 21. Продолжуваме интензивно со доработка на сите останати фази
на преадаптација и доградување на армискиот полигон Криволак. Едноставно продолжуваме со поголем интензитет, динамизирање на процесите и да навистина вооружените сили бидат секогаш подготвени да одговорат на сите можни идни предизвици. Имајќи го предвид она што постојано го говорите како Генералштаб и Министерство за одбрана, се разбира градење на професионална мала мобилна армија. Тоа значи дека евентуалните набавки, инвестиции, модернизација пред се ќе се однесуваат, условно да кажам, во делот на пешадијата, или па може да се очекува нешто и такова покрупна? Видете, ние веќе беше објавено. И се разбира веројатно во основа на потребите што ги има армијата. Јавноста е веќе информирана. Ние имаме веќе подпишано договори со нашиот еден од стратешките сојузници, Соединените американски држави, за возила за нашите декларирани состави, но имаме согласно приоритетите и набавка на други софистицирани средства согласно проценките и анализите. Планот за опремување на вооружените сили очекуваме да заврши наредните 9 години, така да согласно средствата кои ги имаме предвидено, значи во тој динамички план, строго ќе се придржуваме на истиот, да го спроведеме во целост, но, како што рековте и вие, домашните обврски, секојдневието, тука ќе дадеме навистина голем приоритет да бидат сите планирани задачи реализирани во целост, обезбедени, навистина да бидеме достоинствени и на домашен план. Нашите граѓани го очекуваат, навистина тоа е и нашата приоритетна цел, нашите сограѓани да бидат соодветно згрижени, да вооружените сили за своето постоење, за што ги има, бидат во функција во овој историски момент. Така да сите планови, проценки и анализи ќе ги димензионираме согласно развојот на состојбата. Еве, за крај на овој разговор се разбира, претпоставувам дека имате некоја порака да ја упатите до припадниците пред се на армијата на крајот на оваа календарска година, што во наредниот период очекувате од нив, од подчинетите команди, старешините се разбира, но и што вие може да понудите за повисок стандард на припадниците на армијата? Јас би искористил оваа прилика да оддадам јавно признание и благодарност на сите припадници на армијата, војници, старешини, цивилни лица, кои максимално пожртвувано, храбро ги спроведуваат сите очекувања на државното раководство и на нас од Генералштабот и да продолжат максимално мотивирано да ги поддржат сите институции таму каде што се ангажирани на соодветен достоинствен професионален начин. Очекувам да продолжиме со процесите таму каде што овој континуитет го имавме воспоставено од реформскиот дел и да на крајот на идната година со завршетокот на пандемискава криза бидеме успешни, среќни, горди дека целите кои сме ги поставиле во целост сме ги остварили. Да се надеваме дека така ќе биде. Генерале, ви благодарам за разговорот. Ви посакувам секое добро, се разбира вам и во Генералштабот и на сите припадници на армијата. Да се надеваме, како што реков, да оваа пандемија што поскоро заврши и да се вратиме на, да речам, нормалниот живот, иако да бидеме искрени, може би ништо нема да биде како порано пред почетокот на оваа пандемија, но обврските мора да течат натака. Уште еднаш благодарам, ви посакувам секое добро и добро здравје. Благодарам и на вас. Поздрав до гледачите на Македонската радио телевизија. Така е, благодарам уште еднаш. Почитувани и вам благодарам за вниманието. Останете со програмите на Македонската телевизија и чувајте се.